Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Победа на исламот. Книгата Фат Хе Ислам, Победа на исламот, на урду јазик ја напишал Хазрети Мирза Гулам Ахмад, основаш на Ахмадија муслиманскиот џемаат. Таа е напишана 1890 година, а прв пат била издадена во почетокот на 1891 година. तुझको है एक मंजिल की तलाश. Со разни врсти на обожувања, луѓето го замениле обожувањето на вистинскиот Бог. Сите овие бејли се појавиле во нашето доба. Допуштените работи не биле прифатени и користени со благодарност и понизност кои ја заслужуваат, а немало никаква омраза како харам, забранетото. Важните Божји наредби се избегнуваат со излишени изговори. Поголемиот дел од нашите верски зналци на ова доба не се ништо помалку од верските службеници, фарисеи од тоа време, времето на Иса алейхи селам. Би проголтале камила, а би исцедувале комарец. Тие го затвориле Божјото царство за секого. Ниту влегуваат во него, ниту дозволуваат другите да влезат. Тие клањаат други намази, но во нивните срца нема љубов и вистинска свест за величественоста на стварниот Господар. Тие седат на проповедалницата и одржуваат такви чувствителни говори, кои собраните ги доведуваат до солзи, но нивната внатрешна работа е поинаква. Чудно е што нивните очи можат да плачат, додека нивните срца се бунтовни и нивните намери штетни. Додека нивните срца се безчувствителни, нивните јазици непрестано се враќаат на чувствата на нежност. Ваквите еврејски одлики се прошириле на сите страни. Одликите на богобојазливост, исправност и сочувство се во опаѓање. Слабоста на верувањето ја оладило Божјата љубов. Луѓето продолжуваат да паѓаат како жртви на љубовта кон овој свет. Сето ова било неопходно вака да се случи, затоа што честниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем предскажал дека ова доба ќе дојде кај муслиманскиот уммет, заедница, кога тие потполно ќе заличат на евреите. Тие ќе прават работи кои ги правеле евреите. Ако евреинот се мушне во глувчова дупка, и тие самите ќе го сторат тоа. Во тоа време, човек роден од персиски потомок ќе даде учење за верата. Дури и ако верата ги напушти срцата на луѓето и се воздигне до небеските висини, овој персијанец ќе ја врати на земјата. ढूंढती फिरती थी शम्मे नूर को. Ова е предскажување на честниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Неговото толкување на мене јасно ми е покажено преку Божјата објава. Сите неизини аспекти биле јасно покажани. Бог преку Божјата објава ми откри дека Иса, синот на Мејрем, кој бил роден 14 века после Муса, сигурно дошол да го соопшти учењето на верата. Тој дошол во време кога верската состојба на евреите спаднала на ниски гранки. Поради слабоста на нивното верување, тие биле фатени во замка на сите такви пороци, кои всушност се ограноци на неверувањето. Така, кога поминал периодот од приближно 40 века, после појавувањето на честниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем, истите несреќи се појавиле во овој уммет, муслиманска заедница, како што се појавиле меѓу евреите, така што предскажувањата направени за нив можат да бидат исполнети. Затоа Бог од својата совршена моќ пратил личност слична на првиот Месија, Иса, Исус Христос, да го соопшти ово учење на верата на муслиманите. Тој Месија кој требало да дојде, дошол, тој е тука, прифатете го ако сакате. Оние кои имаат уво да слушнат, нека послушаат.
Ова е работа на seможниот Бог и е страна во очите на луѓето. Ако некој сака да порекне, мора да знае дека и претходните исправни луѓе биле јавно порекувани. Јахија, Јован Крстител, син Зекеријахов, никогаш не бил прифатен од евреите, иако Месијата, Исус Христос, сведочел за неговата вистинитост. Тој рекол дека тој бил во таа личност на која се однесува изразот дека се воздигнал на небото и чие симнување од небото било предскажано во светите книги. Бог секогаш говори во метафори и заменува едно име со друго, подразбирајќи идентични природи, моки и способности. Секој кој има срце како Ибрахимовото, тој кај Бог е Ибрахим, а кој има срце како Омер Фарук, вториот наследник на Мухаммед салалаху алейхи веселем, тој кај него е Омер Фарук. Зарем вие не читате дека хадисот, изреките на Мухаммед салалаху алейхи веселем, тврди дека ако овој уммет, муслиманска заедница, поседува било каков мухадис, примател на Божјата објава, на кого Бог му зборува, тогаш таквиот мухадис е Омер. Може ли овој хадис да биде интерпретиран така што ќе кажеме дека мухадисијатот е завршен со Хазрети Омер? Не, никогаш. Значењето на овој хадис е дека кога е потребно кој да ги постигне духовните доблести на Омер, ќе биде именуван како мухадис, примател на Божјата објава. Во овој контекст, овој понизен слуга еднаш примил објава. Ти си бил надарен со инстинктите на Фарук. Така овој понизен слуга во додатокот на природните сличности со побожните луѓе, кои се објаснети во мојата книга наречена Брахен е Ахмадија, поседува блиски сличности со Хазрети Месијата, Иса алейхи селам. Како резултат на овие сличности, овој понизен слуга бил пратен во името на Месијата, Иса алейхи селам, Исус Христос, така што верувањето во крстот да биде разбиено на парчиња. Затоа јас бев пратен да го скршам крстот и да ја убијам свињата. Јас се симнав од небесата со возвишените мелеки, кои биле на мојата десна и мојата лева страна. Се додека мојата задача не биде потполна, Бог ќе продолжи да ги праќа мелеките да се спуштаат на секое подготвено срце. Тие на вистина веќе се спуштаат. बनाने हो अगर तूने तो करगिल की तलाश गुल. Дури и да останам нем или моето перо да се воздржи од пишувања, овие мелеки нема да престанат да ја извршуваат задачата која им е доделена. Во нивните раце е боздоган за да го скршат крстот и да го сотрат лажниот углед имидж на обожување на човечкото битие. Може би на некој незнајко му е чудно што значи симнување на мелеките. Треба да биде јасно дека ова е Божји суннет, кога веровесникот или пратеникот или мухадисот се симне од небото за да го реформира човечкиот род. Со него секогаш се симнуваат такви мелеки кои сеат упаства во подготвените срца и во нив внесуваат желба за доброчинителство. Тие продолжуваат да се спуштаат се додека темнината на незнаењето и неверствата не биде разнесена со зората на новиот ден на верата и исправноста. Како што возвишениот Аллах вели, во неа се спуштаат мелеки и Џибрил со Божја дозвола за секоја работа. Таа е мир се до пукањето на зората, затоа спуштањето на мелеките и Рухул Кудус се случува кога еден голем човек, облекувајќи го оделото на хилафетот, Божјото застапништво, благословен со честа на Божјиот збор, Рухул Кудус е особено даруван од тој халифа и задолжените мелеки се пратени да се симнат во сите подготвени срца во целиот свет. Тогаш во светот каде и да се најде совршен талент, над сите паѓа сенка од ова светло и низ вселената се шири оваа духовна светлина. Како резултат на ова благородно влијание на мелеките, срцата на таквите луѓе своеволно се наклонети кон чисти мисли и на нив им е драг тевхид, Божјото единство.
На срцата кои ја сакаат вистината им се дарува душа, која ја бара вистината. На оние кои се слаби им се дава моќ. Насекаде почнува да дува ветре, која ја помага на мерата и целите на реформаторот. Невидливата рака ги повикува луѓето и тие самите брзаат кон реформата, која ги растресе нациите. Во исто време, незнајкото мисли дека светот се превртел на подобро, самиот од себе. Но во стварноста оваа е работа на оние мелеки, кои се симнале од небото заедно со Божиот халифа, и на луѓето им подариле необични моки да ја разберат и прифатат оваа вистина. Тие ги будат заспаните луѓе, ги поттикнуваат безгрижните, ги отвараат ушите на глувите, вдахнуваат живот на мртвите и ги подигаат мртвите од нивните гробови. Тогаш на нивните срца појасни им стануваат нештата, кои претходно им биле скриени. Во стварноста овие мелеки не се одделени на овој халифатулах, Божи намесник. Тие се светлина на неговото лице и јасен доказ на неговата моќ. Со овој моќен магнет, тој го привлекува секој кој има подарена способност за реформа, без оглед дали таа личност е блиску или далеку од него, или го познава или му е потполно странец, и дури ни неговото име не го знае. Инаку во тој период на калифатот било кое придвижување кон доброчинството и било кој занес, било помеѓу азијците, европјаните или американците, во стварност е резултат на овие мелеки, кои се симнале со халифатулах, Божиот намесник. Ова е Божи закон, во кој никогаш нема да најдете промени. Ова е јасно и лесно да се разбере. Ке биде тоа вашата несреќа, ако за ова не размислите, бидејќи овој понизен слуга од Бог дошол со упатствата и вистината. Затоа во секој правец ке видите знаци на потврда на мојата вистинитост. Тоа време не е далеку, тоа навистина е близу, кога ќе ги видите војските на мелеките да се симнуваат од небото во срцата на азијците, европјаните и американците. Вие веќе знаете за сведочењето на честниот Куран, дека со појавата на било кој Божи застапник, неопходна е појава на мелеките со цел луѓето да бидат наклонети кон вистината. Затоа треба да очекувате исполнување на овој знак. Ако мелеките не се симнат и ако вие не видите никакво влијание на луѓето и дека срцата на луѓето не се вообичаено растресени кон вистината, тогаш можете да сметате дека никој не се појавил од Бог. Но ако овие нешта се случат, тогаш не треба да ја одбивате вистината, за пред Бога да не бидете вброени меѓу непослушните. Вториот знак е тој дека Бог мене ме оспособил со нур, светлина, која Он ја подарува на своите избрани слуги и на која другите луѓе не можат да и се спротивстават. Затоа, ако имате било каков сомнеш, дојдете и спротивставете ми се, но бидете сигурни дека вие не можете со мене да се борите. Вие имате јазик, но немате срце. Вие имате тело, но немате живот. Вие имате зеница во своите очи, но во неа нема нур. Нека Аллах ви подари нур, светлина, за да можете да гледате. Третиот знак е дека возвишениот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем, за кој тврдите дека верувате во него, тој чист пратеник говорел за својот понизен слуга, што се наоѓа во Сиха и Сита. 6 веродостојни книги на хадисите, но вие до денес не сте помислувале за тоа. Во стварноста вие сте скриени непријатели на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, затоа што наместо да ги потврдите неговите изреки, вие се трудите да ги одбиете неговите предскажувања. तुझको है एक पुरअमन मंजिल की तलाश, मुझको एक आतिश फिशा पुरवल वाला दिल की तलाश, मुझको एक आतिश फिशा पुरवल
करबला दिल की तलाश. Денес го завршивме вториот дел од книгата Победа на исламот. Еселаму алейкум.